А таа близина на Бога не собира сите заедно. Не прави заедница која што молитвено го слави доаѓањето на Господ Исус Христос во тело. Е потребно за да го знаеме и тоа дека нека го извлекуваме како поука и што си го задаваме себе си како задача е тоа да ги поправиме нашите пропусти, да ги победиме нашите слабости. Потребно е да сватиме дека секоја наша постапка носи последици. И мали пропусти може да доведат до големи несреќи, како што и малите добрини и правилните постапки доведуваат до бројни големи и добри дела. Христос се роди! Честите на Бога, благословено новото лето Господово! Со Твојата божествена сила и не оставај не нас, кои се надеваме на Тебе, веруваме. Нашиот вистински Бог, кој заради нас и нашето спасение се роди во пештера и беше положен во јасли, по молитвите на неговата пречиста мајка, по молитвите на светиот Јован, архиепископот Цариградски Златост, на свети Климент, Охридски чудотворец и на сите свети, да не помилува и спаси како благ и човеколюбен. Се роди! Вистина се роди! Христос се роди! Вистина се роди! Браво, браво. Малку може ли да се повлечиме поназад да направиме фотографија? Децата дека останат децата? Само нека се рашират лево-десно. Само лево-десно. Вие стоите се трошки на знак. Истина се роди. Децата напред да видат, децата напред. Може ли малко да се Сидите вие тука, седне. За себе, за најблиските, за државата, за христијаните, дека оваа изјава има длабока нешто и големо значење. Значи дека треба да се подсетиме на она што го означува, а означува спремност и способност и желба човечкото во себе да го разбудиме, а човечкото е секогаш врзано за светлина, за добрина, за надеж и да го осеќање дека зборовите на архиепископот дека во ова време не време, дури кога нешто не гледаме, треба да веруваме во него.